Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска информираше дека денес во населбата 11 октомври се рушела дивоградба. По донесено решение од инспекцијските служби за отстранување на објект кој не поседува соодветни технички акти. Како што и самата посочи, станува збор за поранешен деловен објект во собственост на Пелагонија 5, градилиште механизација во стечај, за кој не постои потребна техничка документација и кој никогаш не бил евидентиран во Агенцијата за катастар. Општина Кисела Вода ќе работи исклучиво законски, почитувајќи ги сите закони и правила. Нема да има двојни стандарди за никого и нема да дозволиме прекршување на било каков закон. Законите мора да важат подеднакво за сите, порачува Стаменковска Трајковска во објавата на социјалните мрежи. Во незиниот мандат, градоначалничката вели дека ќе се залага за работење исклучиво според право и правда и дека институцијата ќе постапува одговорно за сите случаи каде ќе се утврдат нерегуларности во однос на објекти на територијата на општината. Од општина Илинден информираат дека во насока на унапредување на комуналните услуги и обезбедување поквалитетен живот за граѓаните, општина Илинден продолжува со вложување во модернизација и подобрување на опремата на општинските јавни комунални предпријатија. Со цел поефикасно одржување на јавната чистота, зеленилото и парковите, како и зголемување на безбедноста на целата територија на општината, од општина Илинден посочија дека е набавена нова противпожарна опрема за потребите на јавното комунално предпријатие Илинден. Оттаму велат дека новата опрема била промовирана во присуство на градоначалникот на општината Александар Георгиевски, кој истакнал дека континуираното обновување на механизацијата и опремата е клучно за брзо, квалитетно и ефикасно извршување на комуналните услуги. Георгиевски потенцира дека набавката на противпожарна опрема е од особена важност, бидејќи значително го зголемува капацитетот за помош при интервенции во случај на пожар. Во рамки на набавката обезбедени се 15 противпожарни метли и 10 грбни прскалки за гаснење пожари, како и нова опрема за одржување на јавната чистота, моторни косилки, тримери, моторна пила, бензинска косилка и моторна прскалка. Во рамки на проектот Инклузија на деца роми во предучилишното образование во клубот на пратеници се одржа средба во чии рамки беа потпишани трипартитни договори за соработка помеѓу Министерството за социјална политика, демографија и млади, вклучувајќи и општина Карпош и детските градинки на нејзина територија. Овој проект веќе 15 години се реализира во општина Карпош и тоа во предучилишните установи Пролет и Сончогледи во населбата Влае 1. Градоначалникот на општина Карпош, Сотир Лукровски, го потпиша трипартитниот договор за соработка, кој Министерството за труд и социјална политика го имплементира во соработка со Ромскиот образовен фонд, единиците на локалната самоуправа и детските градинки, почнувајќи од 2006 па се до денес. Целта на проектот е отстранување на постоечките бариери за пристап до предучилишни установи на деца роми на возраст од 3 до 6 години, инклузија на децата и нивна социјализација, како и зајакнување на свеста кај нивните родители за важноста на раниот детски развој и образованието на нивните деца. Во програмата на активностите на општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за оваа година, за оваа намена се предвидени финансиски средства во износ од 200.000 денари. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека во тек е изградба на нова енергетски ефикасна фасада на општинското основно училиште Njegош на површина од вкупно 830 метри квадратни. Проектот, вреден 2.500.000 денари, представува значајна инвестиција во подобрување на условите за работа и престој на учениците и наставниците, вели Стевковски. Во објавата на социјалните мрежи тој споделува дека извршил увид на градежните активности и се уверил дека работите напредуваат според планираната динамика. При добивки од новата енергетски ефикасна фасада се подобра термоизолација, намалување на загубите на топлина во зима и задржување на пријатна температура во лето, намалени трошоци за енергија, поефикасно грејење и ладење, подобрени услови за учениците, подолг животен век на објектот, заштита од атмосферски влијанија и влага, модерна и убава фасада што создава пријатна и мотивирачка средина, еколошка придобивка и намалена потрошувачка на енергија и помало влијание врз животната средина. Со реализацијата на овој проект го подобруваме училиштето. Создаваме подобри услови за генерациите што доаѓаат, вели првиот човек на Газибаба.
Јавното предпријатие Лајка има потреба од кебиња, дебели престилки, чаршафи, јамболи, черги или други топли подлоги за кучињата кои го поминуваат хуманиот третман и транзитираат постојано во прифатилиштето, информираат од предпријатието. Секој од нас во својот дом има застарени кебиња, па наместо да завршат во отпад, направете хумано дело. Донирајте го за кучињата згрижени во Лајка. Истите може да ги донесете директно во самото прифатилиште. Во населбата Маџари секој ден од 9 до 19 часот или во нивните обележани куќарки за донации во Eastgate Mall и Diamond Mall. Се наведува во апелот од јавното предпријатие Лајка. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.